Изминатиот период посетив и лично разговарав со многу луѓе. Видов големо разочарување на солзени очи кои копнеат по своите чеда кои ја напуштиле државата, барајќи подобар живот. Луѓе кои се на работ на екзистенцијата, пензионери кои секојдневно протестираат за покачување на пензијата и не може да си ги платат своите високи сметки за електрична енергија, да купат лекови, ниту храна која од ден на ден не се поскапа. Па нели СДС ветуваше че го вратат животот? Каков живот дојде? Каква држава станавме? Држава во која направија распродажба на националните интереси, држава каде владее криминалот и корупцијата. Корупцијски скандали придонесоја да Македонија да назадува. Владењето на правото е никакво. Судството и обвинителството се најкритикувани и со најмала доверба. Нема сектор кој што не е опустошен. Во здравството им се случи срамниот скандал во онкологија. Живи луѓе гореа во болниците и јадници доктори и сестри заминаа во странство. Приватни специјализанти протестираат. Ништо подобро не е и во образованието. Нема учебници. Тие што ги има се со грешки. Полни се укинуваат паралелки. Почитувани, не треба да заборавиме дека ова раководство на СДС ќе биде позапаметено со смената на името на државата. Со обид националното богатство како што е Чебрен и Хец Сиквеш да го даде на странски инвеститор кој ќе ја контролира водата и електричната енергија во нашата земја. Не го дадовме, па со наша подршка, со наши упорности. Од држава со најниски даноци станавме држава со политички, економски, социјален и демографски најниски резултати. СДС е канцерот на општеството и на моралните вредности. Слушам сега велат грешките кои ги направиле, за нив биле научени лекции. Ма немој ви се молам. А што да им кажеме на децата за изгубените 7 години од нивните животи? Што да им кажеме на оние кои извадија карта во еден правец и заминаа гневни, оставајќи ги своите родители во старечки домови? Ја продадоа Македонија без око да им трепне. Дозволија министрите да надуи, да ги слават роденденовите со тамбураши во владата, да играат во владата фудбал. Зар тоа е власт? Наспроти нив, македонскиот народ страда и бара начин како да излезе на крај со инфлацијата. Па зарем мислат дека народот има амнезија, дека заборавил? Не, ништо не заборави народот што сторија. Оваа влада немаше разбирање за македонските национални чувства. Го излажаа народот на брутален начин. Се колнеа дека ќе го сочуваат нашиот идентитет. А замислете, денес повторно со леснотија стојат пред вас, ве гледаат во очи и ви кажуваат дека имале план како да не однесат во Европа. Зарем им верувате? Јас не. Почитувани мои сограѓани, утре е 27 април. Најцрниот датум во историјата на македонската демократија. Денот кога уставобранителите ги прогласија за терористи, а наместо нив криминалците ги прогласија за функционери.
2 века затвор за уставобранителите, кои лежат во затвор, невино осудени поради нивниот идеал. Не смееме да дозволиме овие луѓе да останат по затвори. Многу време помина. Овие луѓе бараат правда и фер судење. Мојата порака до уставобранителите е: се ближи денот кога со високо кренати глави и чист образ ќе излезете на слобода и ќе бидете врежани во историјата на македонскиот народ. После само 2 дена од историската победа на ВМРО ДПМН и коалицијата Твоја Македонија на председателските избори во Република Македонија, денес стоиме пред вас и со гордо крената глава да ја побараме уште помасовно и уште посилно вашата поддршка која што ни ја дадовте пред некој ден. Да ја довршиме работата до крај. Да ги испратиме оние кои 7 години ја узурпираа државата. Таму каде што ми е местото. Некои во политичка пензија, а некои ќе влезат таму каде што неправедно гнијат нашите браќа и сестри уставобранителите од 27 април и еден куп политички осудени лица. 7 години монтираа случаеви. 7 години илјадници семејства уништија. 7 години ја уништуваа државата. И после 7 години вазалите на Али Ахмети и Артан Груби го доживеа најтешкиот пораз на една политичка партија во историјата на Република Македонија. После оние резултати од средата, овие 2 дена, ми се јавија голем број луѓе од спротивниот табор. Почнаа да кажуваат како биле оценувани овие 7 години, да преку институциите на системот да монтираат, да нарачуваат, да ни прават притисоци и нас и на нашите семејства. Се знае. Сами пропеавте. Ве уверувам сите, ама сите до еден, ќе одговарате. На Република Македонија и требаат институции деполитизирани. Во Република Македонија мора да почне да владее правото и правдата. Ама затоа треба оној плевел кој што ја контаминира државата да се истреби прво и на нивно место да дојдат професионалци, луѓе на место и да си ги вратиме паметните луѓе кои ни заминаа од државата. Почитувани кавадарчани, Кавадарци е убав, модерен град, европски град, град на културата и традицијата, град со меѓусебно почитување и разбирање. Меѓутоа, џабе е сето тоа ако нема поддршка од централната власт. Затоа денес, од овде, од градскиот плоштад во Кавадарци, од срцето на Македонија, ќе побараме од идниот премиер професор доктор Христијан Мицкоски. Почитуван председателе, народот ќе ни ја даде максималната поддршка и на 8 мај. Потоа, сите заедно, и јас, и Весна, и градоначалникот, и Советот на општина Кавадарци, ќе бараме од централната власт и од вас како премиер, на народот, да им се врати она што 7 години овие му го земаа, а тоа се парите, сигурноста и гордоста. Да не размислуваат граѓаните како ќе го преживеат месецот од 1 до 1. Дали нивните деца ќе имаат услови да студираат или ќе бегаат во странство? Дали нашите лозари, кои откако ќе се измачат цела година да произведат најубаво и најквалитетно грозје, истото тоа ќе го истураат пред винариите или ќе имаат загарантирана цена и загарантиран откуп? Затоа почитуван председателе Христијан Мицкоски,
почитуван подпредседателе и носител на листата за пратеници Александар Николовски, почитувани граѓани, ајде сите заедно да ја изградиме заобиколницата од Марена до Витачево, заедно да го изградиме регионалниот пат од Кавадарци, Дисан, Неготино и да се поврзиме на автопатското решение, на автопатот Александар Македонски кај Демир Капија. Заедно да направиме уште повеќе капитални инвестиции, да инвестираме во спортот, во младите, да ги направиме пензионерите среќни и да уживаат во своите пензионерски денови со тоа што на една од првите седници ќе го смениме законот за пензии и на сите пензионери ќе им ја покачиме пензијата линеарно по 5000 денари. Ако има двајца пензионери во семејството, 10.000 денари. Да ги вратиме правата на работниците, да направиме горди земјоделци и повторно да ги обновиме лозовите насади. На овој народ му треба малку за да биде горд и среќен. Ние знаеме како треба. Ние нема да ве разочараме. ВМРО ДПМН го црпи легитимитетот од народот. Затоа сме нон-стоп во народот, меѓу народот. Така било, така ќе остане. На ВМРО ДПМН местото му е меѓу народот. На вистина величенствена гледкава покажува дека на 24 април имавме огромна победа, на 8 мај ќе имаме уште поголема. Кренете ги знамињата да не видат сите. Победата ќе биде огромна. Сакам да се заблагодарам на сите кои што на 24 април не поддржавте, ја поддржавте професорката Гордана Сињановска-Давкова за председател на Македонија, а на 8 мај да ве поканам сите кои што не поддржавте, но и да ги поканите сите кои што останаа дома на уште поубедлив резултат, на уште поголема победа за премиер Христијан Мицкоски, за влада предводена од ВМРО ДПМН. Поштувани пријатели, еве гледаме вториот круг се одвива од председателските избори. Резултатот го знаете сите. Благодарни сме за поддршката. 183.000 гласа разлика или повеќе од тоа колку што вкупно освои арогантниот Стево Пендаровски. Гледам, 2 дена му требаше да се состави за помалце да почне да движи. Во првиот круг му поставува прашање, не одговори на ниедно. Наместо да одговора прашања, плаќаше ботови по социјални мрежи, лично ме навредуваат мене и моето семејство. Народот му кажа што мисли за тоа, но морам да го прашам уште нешто, затоа што се работи за злоупотреба на државни пари. Пендаровски до денес не одговори дали ќе ги користи или нема да ги користи привилегиите кои што ги следуваат поранешните председатели. Еднаш невешто одговори за тоа ќе се изјаснил во 2029 година, ама очигледно ќе треба да се изјасни на 12 мај, затоа што тогаш официјално му завршува мандатот, тоа е 4 дена после изборите. И мислам дека е честно и кога ќе дојде тука во Каварци да каже дали ќе пензионер со најголема пензија во Македонија и поранешен председател кој што најдолго ќе ги користи народните пари. А омеѓувреме е фер да каже уште вечерва, ако може, дали е вистина или не отпусти мерак за председателствување, ама и за користење на привилегии, дека побарал да му се отвори вилата во Охрид и ќе седел следни 5 дена таму да искористи уште некој ден покрај Охридското езеро. Дали е вистина ова Стево Пендаровски и дали е вистина дека со цело друштво одиш таму уште некој ден да поседите на државен трошок? Одговори пред граѓаните. Поштувани пријатели, предпоставувам јасно ви одговорот е да, уште вечерва е паркиран во председателската вила во Охрид и ќе си остане таму веројатно до вторник, понашто го знаеме.
Тоа само го покажува неговото вистинско лице, оној кој што глуми скромен, во суштина е еден бахат лик и човек кој што е славолюбец и користолюбец. И затоа, на 8 мај треба уште помасовно да излезете. Уште помасовно, во уште поголем број. Разликата во Каварци да е уште поголема. За никогаш повеќе вакви ликови да не ни се повторат. И ако се прашувате зошто им го дозволуваат това што им го дозволуваат на ДУИ, одговорот е во ова што го зборував предходно. За Стео Пендаровски да седи во вилата во Охрид, за директорот на ТЕЦ Неготино да изгради хациенда каква нема во Холивуд и да има возен парк кој што не се набројува, за сите заедно да ве крадат вас, да го крадат македонскиот народ. И затоа ни е потребна масовна референдумска излезност на 8 мај за влада која што нема да биде уценувана од никого, за СДСМ во опозиција, за ДУИ во опозиција. Затоа што Зоран ги спомена дел од проектите кои што ги планираме. И ве повикувам да ја прочитате нашата програма, платформата 1198. Тие не размислуваат на проекти и не реализираат проекти. Затоа ние ќе реализираме. Ќе реализираме и експресен пат од Кавадарци до Неготино. И спојување на Каварци со автопатот. Ќе реализираме и отварање на граничен премин со Грција, како би станало многу блиску да се патува помеѓу Кавадарци и Воден и да се спојат овие два дела на географска Македонија. Ќе ги помагаме земјоделците, за лозарите достоинствени цени за виното и рестартирање на повардарие како би се срушил монополот во откупот на грозје и производството на вино, подостоинствен живот за сите, повеќе субвенции и повеќе ред за сите. Затоа, почитувани пријатели, на 8 мај масовно да излезете. И тука сакам една порака до собствениците на компании, до големите бизнисмени и од Кавадарци и од цела држава. 24 април беше неработен ден. 8 мај беше исто така. Дел од вас одлучивте да работите. Тоа е кршење на законот. Ама ако мислите дека на тој начин ќе го спречите ВМРО ДПМН убедливо да победи, тоа нема да се случи. Ќе отидат луѓето на работа, ќе си отидат од работа и ќе отидат на гласање и ќе победиме уште поубедливо. Затоа на 8 мај масовно, референдумски, огромна победа за Христијан Мицкоски премиер, за влада предводена од ВМРО ДПМН. Победуваме! Драги браќа и сестри, почитувани кавадарчани, народот е за промени. Народот покажа дека сака да ја врати контролата над Македонија. Во првиот круг извојувавме огромна победа, која покажа дека народот е свесен за тоа што се случува со нашата татковина. Кавадарци, уште еднашка огромно благодарам. Овде, како и во цела држава, добивме недвосмислена огромна поддршка. Огромна поддршка за да овие кои што се денеска власт, СДСМ и ДУИ си заминат, затоа што кај народот превладува чувството дека се кираџи во сопствената држава. Институциите повеќе не служат на народот, се чека за пасоши, лични карти за документи кои му следуваат на народот. Овој проблем го препуштија да го решава ВМРО ДПМН и Панче Тошковски, додека во секоја друга сфера има назадување. Во здравството докторите и медицинскиот персонал протестираат. Доколку сакате било каква здравствена услуга, или ќе мора да платите, или да побарате врски. Ако не е така, ќе мора да чекате походници, ќе ве маткаат со процедури, се додека не се откажете. Животниот стандард е под секое ниво. Платите не стигаат ниту за половина месец. Трошоците се зголемуваат, а платите недоволно растат. Од друга страна, колку повеќе народот осиромашува, толку повеќе ќе има за овие криминалците во владата. Затоа криминалот цвета. Корупција насекаде, за жал правда никаде. Јавното обвинителство и судството е под строга контрола на тандемот СДСМ ДУИ.
Тие си ги редат првите луѓе таму и тие управуваат со газање на правдата и кршење на законите. Проблемот е што Дуи е газда во Македонија, а нашите, вашите судбини зависат од стотина души на Дуи кои контролираат се. Артан Груби и компанија се господари на Македонија, но и одговорни за колективниот грабеж. Вела дека Дуи никогаш немал подобар партнер за власт како СДСМ, што и да им побарале, не добивале 100%, туку дупло, 200%. И затоа сега е нервозата во Дуи, затоа што знаат дека по овие избори ниту ќе имаат власт, ниту пак ќе имаат повеќе измекјари како што се овие од СДСМ. Државата е притисната со незнаење и неспособност. Погледнете, Ковачевски е во состојба стои на раце да прави само да не го налути Дуи. Нема ниту еден збор против Ахмети. Се однесува ништо повеќе освен како него верен слуга. Од друга страна гледам Артан Груби па ја провоцира албанската опозиција и носи куфери, однесувајќи се агресивно, повикувајќи да дадат оставка. Сакам од овде од Кавадарци да му порачам. Нека си ги спрема тој неговите куфери, затоа што за брзо ќе му требаат. Може да им поземи и на СДСМ, затоа што народот е определен и бара промени. Ниту едно сценарио против Македонија нема да им биде успешно. Овие денови силно се ангажирани на две сценарија кои во суштина се завера против Македонија. Првото е сценариото за бойкот. Европјани од СДСМ, кои се оттепаа од крадење, сакаат да бойкотираат затоа што народот не ги сака и ќе доживеат тежок дебакал. На тој начин сакаат свесно да предизвикаат нова уставна криза. Второто сценарио е пазарџинска делба со Дуи на ресори и министерства, при што Ковачевски оставил на Ахмети сам да определи колку министерства ќе му остави на СДСМ. Тој не сваќа дека поразот е и токму поради тоа што партијата го изгуби идентитетот, трчајќи по тоа да му измекери и удоволи на Али Ахмети. Но она што е тажно, браќи и сестри, е што и двете сценарија се губитнички за Македонија и удираат по незините основи. Решението за сето ова што го зборам е масовна излезност на следните избори, да тропнеме на секоја врата овде во Кавадарци, да ја изгазиме секоја улица, секој сокак, да стегнеме што е можно повеќе раце и да побараме поддршка од кавадарчани, да се обединат околу горда Македонија и Македонија повторно твоја, да се обединат околу идниот председател Гордана Силјановска-Давкова и идна влада предводена од ВМРО ДПМН и коалицијата Твоја Македонија. Сакам да обратам внимание и до неопределените. Цунамито, огромниот брам на промени е започнат. Приклучете се и бидете дел од оваа генерација која одлучува за сопствената иднина. Има надеж и ние заедно ќе се избориме. Сите оние кои пак во првиот круг гласа за некој од другите опозицијски кандидати, кои што сега се надвор од трката за председател, ве повикувам, дојдете со нас. Обединете се околу идниот председател Гордана Силјановска-Давкова. Може би имаме и програмски идеолошки разлики, но овој пат Македонија е во прашање, а вие сте антивладата на Дуи СДСМ. Затоа застанете со нас, гласајте за бројот 2, да не дозволиме сценаријата на малкумина од Дуи измекарите од СДСМ да не втурнат во нова уставна криза, да работиме на богата Македонија, да работиме на просперитетна Македонија и да работиме на проектот за македонско национално обединување и единство.